Како си поминувате вие на отворените часови со Вик Какароцки? Па држиме часови, тоа не нас преубава. Ребека. Ребека? Како те викаат професорот Вик? Адвокат. Адвокат? Зошто? Дек сакам тоа да работим кога ќе пораснам. Да? А што имаш најмногу научено часовите со Вик Какароцки? Култура. Култура? Браво. Да, како се викаш? Да. Како? Да. Давид? Да. Да, колку години имаш? 5. 5? Што те имат Виктор научено? Да. Виктор. А дали те инспирира Виктор за тоа? Или од претходно ти беше аспирација? Не ми беше отпред. Не? Значи Виктор те инспирира за тоа. Што ти е омилено на часовите кај Виктор? Музика. Све. Све, а? Браво, браво. Да. Што е најголемата глупост што ти има научено? Што имаш научено од Виктор? Ништо. Втора епизода, воведна, втора интро, да речеме, втор дел од интрото. Првата беше со мене ко гостин, сега имаме друг гостин, еден, да не кажам, господинот лево од мене Вик Какароцки. Не, господинот Виктор Крстановски, да кажеме, за многу можда не знаат како се викаш, како се презиваш. Ќе си поправиме муавет со него, ќе видиме што има да си каже тој и да го видиме од една друга страна. Малку Виктор или Вик, ова W во име во што го имаш, Вик, да не речам. Па не знам, тоа немам одговор за тоа. Тоа е натурално си дојде само, знаеш, јас не го смислив така. Зашто Какароцки, Какарота? Какарот е лик од Dragon Ball. Какарот е главниот лик Гоку. Аха. Ама во неговата планета Гоку оригиналното име му било Какарот. Така. И се до рачунај до втора, трета сезона, мислам до некаде околу 400-та епизода, не се спомни никаде тоа. Тоа го спомни овој што е другиот лик, Вегета што се вика. И тој го спомни прв пат и кажи дека на таа и таа планетата Вегета, што ја уништи нашиот Лордот Фриз, ние му сме скарани на Лордот Фриз. И ни ја уништи планетата и Какарот, што се викаше на планета Вегета, дојде во случајно падна во видовишта и сега се вика Вик Какароцки. Гледаш, јас сум гледал Dragon Ball ко мал, ама ова не го знаеш. Да, јас сум хардкор фан. И оттаму ми е целата идеја, Гоку, ликот на Гоку, мислам, иако е смешно на цртански филмови се и мислам црта, не? Иако е смешно, многу јак лик е, еден од најаките ликови, мислам како целина направен, она life changing, ако ја загледаш целава работа, тој и со непријателите ој со Убо. И кога ќе ги победи непријателите му даваат рака и му станат тие пријатели. Многу од овие што се негови сега пријатели претходно му биле како репери за кој да е појак, мислам, во надпревар. Дали од такви страни црпиш инспирација за работиве што ги правиш? Па да, како да, баш. Гоку, како што реков, Гоку ми е број еден лик од сите. Тоа е како дури има ти религија направена по Гоку, Гокуизам се вика. Тоа е на шо и да ти се случува со на животот, да го прифати со смеја и позитивно. Тоа е идејата за тоа. И оттаму, да, нормално сега. Да. Епа, сега да те прашам само дали, односно, ево ти да ми кажеш од твое гледиште, како сакаш другиве да те доживуваат, да те гледаат, пошто работиш со видео, работиш со монтажа, снимаш, фотографираш, излегвиш пред камера, јутуберство, да кажеме, секакви работи, моментално и си незванично, неофицијално професор на алтернативен даскал. Да, како сакаш ли ако ќе видат Вик Какароцки или Виктор Крстановски, како да го доживуваат? Виктор Крстановски е еден лик што беше креиран од општеството од 92 година навака, додека пак Вик Какароцки е лик исто така креиран од општеството, али ова е за општеството, а не за самиот себе си. Не знам како можеш да ме доживееш, што знам. Колку имат разлика меѓу Виктор Крстановски и Вик Какароцки? Па има тоа што го кажа, Виктор Крстановски е себичниот човек, мислам секој што си го има во него, што се гледат само за него, овој Вик Какароцки нешто е како револуционер, како активист, како некој артист. Зашто и брадата. Да. Не знам заради тоа дали е,
Ама муабетов ми е нема нека голема разлика, тоа е човекот. Сакал некел не можеш да избегаш ти од себе си, што и да направиш, што и да направиш, на крај ќе си пак тој што си, така што те знаат. И без разлика ти кога сакаш крстиси се пример овдека баш на ова место на наша мала, сите ќе те знаат така како што те знаеле пред 10-15 години, ти утре и председател на Америка станеш, знаеш? Да. Тие ќе те памтите по твоите глупости. Што си фрнал Мала дигресија сега, стилов од кај ти инспириран и кој се погрижи за твојов стил вака, за капчево капетанско, за шалот, за сакото. Вака, ова ми е даскалска облека, иначе се погрижи second hand од Сруга. Вчера бев таму и сакав да снимам некои тренерки од стилот од 90-тите, 80-тите. Јарно, ама нешто многу гужва и не знам, и сега не знам дали да направиме реклама за ова баш, а капчево уствари ова е реклама, а? Епа ќе побараш пари за тоа. Капчево ми е од организаторите на Распено рибарче, Јовица Китрос, ми го даде поклон, рекоа браво што се погрижи за да е све во ред. Иначе да, се пофалам, бев водител на Распено рибарче, едно од, не знам како да кажам, 23 години постои Распено рибарче и ми беше стварно чест и ми беше стварно интересно, пошто овдека се навикнав со деца, веќе имаме сериозни часови и сега и таму со деца и многу некако ми е интересно, се осеќам како пак да имам некои 10 години така. Претходно не знам дали знаеш кога ме праша во едно претходно видео, првата емисија, ти реков дека некаде имам околу 7 години, што значи сега 10 за една година 3 години. Сам да те прашам, сега нешто најново, не знам за тие што не знае, дека овде на токму нова место Стобекс спајат под Видовишта, така? Стобекс е, да, Комплексов. Центар Видовишта, мислам центар, ова е како главното собиралиште на Видовишта и овдека имат мала многу време и овдека немат прекинато да имат мала. Тоа сакам да го кажам, зашто цело време овдека има луѓе и да си седниш муавети, да си правиш и со тоа може да се пофалам јас и сите се пофале што живеат овдека, дека сме богати, што имаме во секое време другари, што може да се најдеш да си онака да си правиш муавети. Без веза нормално, малски муавети, ама поддршката е тука. Ама важни многу, пошто на многу места е баш тоа изгубено. Да. Го немат со денешнава дигитализација и сите работи Точно, како што точно. еволуираат општество, го нема тоа, ево, Стобекс, кој што кажеш, Видовишта, центарот е секогаш Да, интересно. место кај што може да се црпет работи и дали токму ради тоа го одбрав ова место за да почнеш тој проект, да кажам, што го правиш и малце поиќе може да го разложиш Да, сега ќе идеја, кажам од каде како почна, инспирацијава, ќе кажам како која е почна. поентата и сите тие Вака, работи. Вика Кароцки за време на 2 август си даде самиот како задолжение дека готово, дека сега стартува револуцијата на било каков начин и од тогаш се до септември некаде правев протести низ градов, индивидуални протести беа, направив 5 протести, еден го направив на плоштад, еден го направив в планина, еден го направив пак на плоштад и на петата недела, во петок правев секој петок протест. Значи протестирав против поскапување на вода, против сите овие работи, значи имав некои 15 работи за што протестирав. И дојдов овдека петокот, така пред 7 недели точно беше тоа, пошто сега 7 час, 8 час. И ги затекнав овие дечина овдека што седат, сите као демек со компјутери, демек лошо, знаеш, сериозно лошо. Демек сакат на школа дојдат, сакат да се дружат, сакат да си ги терет детските работи, да нема застој во тоа. И ми светна си лица, си реков, чекај, јас можам овдека, сега со сите скоро се познавам овдека, наша мала. Не скоро, со сите сигурно се познавам. И си реков, сега никој нема да е против тоа, ќе му направиме еден час. Првиот час беше воведен час, имав 20 ученици, а на четвртиот час можам да се пофалам, имаше 60 ученици овдека бев воведен. Тоа веќе 2 класа се. Да, 2 класа. Сега тие секој како што слушнал и после јас не објавував ради ситуација да не се собереме многу луѓе овдека. Буквално беше за деца и сега овој часов што се одржуваат сега, моментално сега не е објавен никаде, сега ние underground час држам со најмирните, најредовните ученици, а тоа се некаде околу 25 деца, значи 25 деца на секој час. Стандард. Да, тоа е доста за пофалба од
од страна што цело време му е интересно, цело време правиме некои забавни игри, некои песни пееме, секој час пишеме по некој песни. Сега преходниот час правевме табло и за другиот час ќе изеди табло со секој како што ни правеа нели на 8-то дека завршиме. Да. И накрај пиши тој вака и вака, ова беше добар. Со алманах со све. Со алманах со све. Да. А зашто токму децава, мислам, од кај ти дојде, то дали еволуираше, прамува протестите, тоа што кажеш, револуцијава за се промени нешто. Токму дека од најмладите се почвит, од најмаливе, од децава. Мене еден напиша коментар: теле се учи, волне се учи. И тој коментарот така некако во прав момент ми се погоди, си реков, чекај, јас шо правам? Сите ме гледаат ко лудак, шо прави тој, се зел на срчаршија, се снимат. Ти теквит, мислам да стигнеш до тоа ниво, нели да излезеш сам пред камера и да ја кажеш сите проблеми од сите луѓе. Разбираш, сите проблеми од сите луѓе и то треба некој да баш лудачки, тоа е лудачко размислување, за секој и да имат проблем ќе се чудат, ќе се покријат, ќе помини времето и немаат гајле на крај. И ко видов дека уствари на луѓе во големи не му е гајле што ќе поскапе струја, не му е гајле што ќе поскапе вода, не му е гајле за езерово, не му е гајле за градов, не му е гајле за туристичка сезона, не му е гајле за ништо, ништо. Че требаше сигурно направено 20-30 протести, па после 20 и првиот протест да дојдеше еден уш еден, па тек после уште еден, тек вид. А вака кога дојдов овдека, баш петок од вечерта пред 7-8 недели, видов дека деца сварно, сварно, сериозно. Ако све е за фраканција, така, све е за фраканција. Ама видов дека сварно му фали таков вид на дружба кој што се случува на школо. Јас имам неколку видеа направено за школово, што мислам за школово, дека школово баш не ги учи деца тоа што треба, туку ги учи некои глупости, да не навлегнеме во тоа друга страна, друга работа. Ама целата поентава на школово уствари ти да си најдеш дечина како тебе, што се за да сватиш ти што сакаш понатаму во животот. Кога ти си соочен со телефонов само, кога ти не излегвиш од дома ти, кога ти, иако овдека што има цело време деца, значи не правиме мојот генерално за сите деца. Кога ти се дружиш само со компјутеров, ти после тоа надвор, кога ќе излезиш, ќе ти е тешко. Секоја работа, секоја информација ќе гледаш така како скрин и нема некое значењето додека правиме муабет овдека деца сите се распреани, едва и чекај да дојде часов, не знаеш до кој степен, значи немат секоја недела, пример петок, од денеска, па преку 10-15 деца ме прашуваат дали ќе го држиме часов, а кажано му е 100% дека го држиме, дете Да. Ама до толку се она загрејан, јас не знам дали бил некој толку загрејан за да прави нешто на школа, ама тоа пак алтернативниот дел од часот. Па добро, тоа е она аголот од кој што да кажам се поставуваш и влегвиш во образование, пошто да не е лажно ако се каже дека истиот концепт на образование и целиот план е од пред 150 години и до ден денес не се имат смената, значи начинов на кој што се учат децава, на кој што е целиот концепт поставен, Точно, дека ти треба седиш и да ослушаш тој, дека тоа е информацијава и дека мора овде, мора вака, мора така. Сега нормално е дека кога ќе му покажеш нека друга страна, ќе му е поинтересно и ќе саке нешто плюс. Јас ќе сакат повеќе во тој лично стил. бев на неколку низ Европава, на неколку слични работи кои јас ќе ги правам, алтернативи, и сватив дека крајно време е да се донесе тие некои напредни, то не се европски вредности, туку тие се напредни, значи еволуцијата тера на тоа. И сега кога има некој директно човек во наша мала, што мој тоа да го направи, пошто ти викам бев на една многу интересна за антидискриминација во Кипар пред 4 години, баш се точно пред 4 години. И ми остави траен белег на тоа дека мој да биде час, мој да биде настава, мој да биде едукација, ама сето тоа да биде интересно. Така. И да сакаш ти да одиш на тоа. А не на школа, јас бев најслаб ученик. Мислам, не слаб, јас не учев никогаш. Ташно не носев од 8 одделение. Угостителско бев запишан во септември, веќе бев за бркање стално. Значи, јас проблематичен ученик бев. Не знам дали тогаш сум се свестил или тогаш не сум се свестил обратно, ама стално некако негативно ми беше кога се смислев за нашата школа, ќе се рече. Некој начин на ова што го кажа за
такви работилници, workshops што ги викаат, што ето си бил кипар на антидискриминација. Да, бев и Барселона на слично нешто и бев во Париз на слично нешто, во еден хостел. И баш такви игри кои што играме Па ние да, во да, Малтене, да. игравме таму, значи целата работа е детето да се ослободи. Иако што многу од возрастни пример не може да го сватат тоа така, а имам мајки од деца што ми пишат и што стварно се радваат што детето му учествува на нешто такво. Значи јас прв пат во животов пеев пред луѓе на 24 години. Значи на 24 години претходно немаше шанси, тоа беше најсрамотното нешто според мене да пеам јас пред луѓе. Веќе сега деца кога ќе излезат одека, едно дете да почне да пее, друго дете да почне да пее и некој од секогаш сакал, не мора да значи дека тој ќе е пејач, туку Јасно, самото тоа што ќе се ослободи, тоа е главната, според мене и главната задача мене ми е тоа и на интернет и на за децава главната работа е да се ослободиме секој од себе си да излези од комфортна зона да излези. точно од комфортна зона и кога ќе излезеш од комфортна зона автоматски ти се јавуваат нови предизвици, нови работи. Ево, примерот кај знаеш дека ќе се случи овку да е часов као галама, не можев да знам никогаш. Да. Епа тие се клучни работи за едно општество што ви кажеш, затоа што и јас сум бил на многу такви работилници кај што преку театарски вештини ти идеш до интеркултурен диалог, такви работи, проблеми со кои што се мешаш со луѓе од цел свет и учиш некои нови работи, а сето тоа го преш преку неформално образование. Значи, тоа неформално образование според мене кај нас треба да влези во формалново, затоа што многу поиќе допираш до човеков ко човек ко суштина, а не го полниш само со непотребни информации, затоа што многу од тие информации спаѓаат на крај непотребни, затоа што се премногу од секој аспект, премногу информации, трупање, само еден момент ќе прекипи. Тој нема да имат битната со небитната информација, ќе се поништат. Сега, на пример, за часов твојов, дека тоа што го правиш, такви работи кои што викам, тоа треба општо да имат во поиќе работи, дали е тоа за на школа, за училиште, формално образование со закон, кај што дали ќе имаат младински некои други такви активизми, кај што преку театар, преку сите тие ствари да се проширит. Е многу важно да што викаш. Сега тоа како што викаш самиот дека имаат позитивно влијание од родители, Така. Епа ова сигурно ќе прерасне во една таква баш едукација, каде што јас веќе имам некој полуплан. Имам и луѓе што се во професори, што ќе ми поможе току цело ова и баш сакам да направам некоја таква баш како неформално школо или неофицијално школо, каде што ќе зборуваме за различностите, а и дополнително за мотивација на од било каков карактер. Мислам дека такво нешто фалит и мислам дека такво нешто досега не е видено во Македонија, пошто немало таков човек. Ајде, сега не рече да не се фали, дека јас сум тој човек. Ама човек што ќе поттегне такво нешто да дај све од себе, пример, за да стигне до моментов за ти да се прифатиш самиот себе си. Значи, без разлика правиме овде, имаме 50 годишни луѓе и 10 годишни луѓе што не се ме прифатат. Така. Да. И сега кога ти од мал некој ти каже дека треба да се прифатиш тој што си, дека да се прифатиш ако си од некоја етничка заедница друга, да се прифатиш ако ти е ушето вака, да се прифатиш ако не можеш да речиш буквата Р. И сето тоа во животот понатаму ќе ти донесе дотолку слободување за ти вистина да го истакнеш твојот потенцијал. Да. И мислам дека тоа ќе ми е главната идеја, само што сега уште правам некои истражување да видам кои деца се правите за учење за тоа. Мислам дека возраста од 9 до 12 години се луѓето некој тогаш преоден рок некој и дека тоа е баш правиот момент за таква неформална, неофицијална, а многу битна едукација. Да. Ова сега да го поврзиме со ситуација што ни има затекнато 8 месеци, мислам, ако не се лажам, светскава криза, пандемија со COVID-19. Како гледаш на таа работа, како влијаат на тебе, како гледаш нормално, на никој не влијаат позитивно,
нормално и самиот час овдека што е да не беше пандемијава немаше да го Да, имат. немаше да го. Така. Сега Ето, како тоа да и тука негативно. со какви предизвици се наидиш на какви предизвици се справуваш, затоа што сигурно имаат и луѓе кои што ти ке таа вака не сме ги збираш Така, или така. кои си Мислам- ти да ги учиш или не знам што Па, и општо како влијае. Достига само еднаш бев директно предизвикан од една господја. Ама тоа не беше заради пандемијата, тоа беше заради тоа што ние славевме овдека Халовин. Ние, мислам, сме слободно општество, ние не се ограничуваме дека да. сега сме ние вакви, нема да сме вакви. Не, тоа овдека го немат, барем на моеве часови, ако може да се нарече часови, а може. Само еднаш бев затегнат од таков проблем, што видов дека сите луѓето настрана достанаа одма зад мене, јас дури не требаше да се расправам. А во врска со пандемијава, колку што моеме, барем децава, значи јас овдека гарантирам за деца. Децава се на секој час оддалечени на 2 метри. Првиот час не беа оддалечени, ама првиот час, како што кажав, значи јас ги затекнав Беше овде. случајно. Да, овдека јас зедов таблата, па ги остав. И сега ево овие деца пример овдека што се цел ден овдека играат, цел ден заедно. Да. Тие момичината што беа тие сите се собрани заедно, сите заедно Да, учат. да. И то сите тие се деца што се познаваат, овдека Да. нема деца некои што не се познаваат. Тоа сите се познаваат. И од таму мислам дека заради тоа баш заради тоа никој сериозно не ми се налютил или сериозно не рекол овој прави се овдека кластери што ти ја знам, иако што децава некој 5-6% не носат маски, а му е кажано да носат маски. И во смисла ми е муабетов и да не сум јас овде, децата се овде. Така да. Тоа ми е главно. Друго е што ти ќе го снимиш, тоа ќе го документираш, Точно друг ќе така, слика и ти ќе точно испади да. дека ти си крив ги збираш. Точно така. Мислам на такви коментари и тоа е нешто што сега не мора то ти овде кажеш се луѓе од други, знаеш на Така, интернет така. како што се Да, сека. тие што се овдека ви кажав, пиши. кажав, мислам, тие што се овдека од ова мала, особено родители на деца, тие се пресрекни што се случува тоа вакво нешто. Значи секој час имаме ние награди. Кога кај нас наш школа му дал некој награда, ево еден ден некој професор да речеше ево денеска ќе ви дам на сите, јас му дав јаболка на сите ученици. Ево денеска ќе ви дам јаболка. Па знаеш ти што е за детето? Да. А не секој час имаме од работилница Канео ни изработвит едни рачна изработка дрвени и на секоја бесилка си добиваат награда тоа. На секој Да, победник. погодбење за историски личности си добиваат награда тоа. Тоа е И мотивација. тоа е таа некоја мотивација и сето тоа давате на слика позитивна што овие негативни страни се многу помалце и дека се малце понезначени зашто пак ќе речам децата пак се овде и без мене и со мене и децата се овде заедно и без мене и со мене. Е сега јас што ги насочвам во некои нови предизвици што му давам, тоа само ќе резултираат позитивно за сите тие и осеќам сега дека е позитивно, а камоли во нивнава иднина да речем. Да. Сега малце ќе скокниме за ова што претходно би имаше почнато со јутуберство што го правиш. Сега така како јутубер те знаат многу луѓе затоа што излезе и како еден од кој што не го држи тоа што го има да го каже за себе, туку искрено Точно, без влакна на јазикот што би се рекло го кажеш Вака. во видеа, На YouTube. на различни начини преку песни и сето тоа дури така си истел песни сега последно Да. кој што Да. не е прифатливо за многу луѓе, мој да, Да, се да, каже така. Артистичкиот дел не го да кажам, не го мешам. Артистичкиот дел во смисла фотографија, Да, филмографија и така музика, тоа е нешто што излеги од мене, тоа нема врска никаква со деца. Јас Јасно, да. мислам тоа е веќе друга тема. Јас од никогаш не сум се декларирал како јутубер, значи да влезете на YouTube. На YouTube бате само има глупости, нема на YouTube ништо. Вашите деца, ево ќе гледам во вас. Вашите деца на YouTube гледаат глупости. Вашите деца на TikTok гледаат глупости. Никој не гледа паметни работи. И сега кога ќе излезе некој што кажува паметно, прифатен ја, не прифатен нешто, ево пример јас за мене лично, јас сватив дека јас не можам да сум јутубер, јас сум голем. Сум тие се 12-14 годишни деца, јас сум поголем, дупло. И сватив дека мора да направам нешто да придонесам за
местото во кое живеам, пошто Македонија не можеме да ја спасиме, Македонија не можеме, не знам како да ја спасиме. И сега мојот YouTube канал се насочуваат директно на Охрид. Ево ова го најавувам да го кажам. Ќе се насочи директно на Охрид преку активизам и преку промовирање на градот. Бидејќи јас мислам дека Охрид е нешто најбогат, најголемо богатство што го имаме и дека ако не го промовираме и ако не го чуваме во смисла да е хигиенски исправно и да е технички исправно кога ќе дојдат туристите, зашто ќе заврши ова еднаш, сигурно еднаш ќе заврши. И ако не го подготвиме Охрид да е таков град, а то ни е должност мене и тебе исто дека ти е должноста, и ако ние не го направиме тоа нешто, дека ајде да не кажам последна шанса моја, ама ќе си одат сите млади, ќе немат повеќе млади, ќе имат само старци. Овие младински иницијативи, јас што ги фалям твоја особено посебно, мора да водат со некој поголем плод што ќе е многу значаен за градот, мора тоа да се случи. А ако работиме сите заедно и ако сите имаме истата цел и истата идеја, мислам дека тоа може да се случи. Мојавето ми беше да се свестиме кај живееме и да го цениме нештото, зашто искрено ваква убајна, сега искрено да си правиме ваква убајна, нема на друго место и сега ние ако не ја цениме, ако ние гледаме тоа како да ме кажа кариера приватна, нека си гледаат луѓето нормално нека ќе се гледаат секој посебно за си живеат. Абе во ред, ама општествената одговорност е на секој поединец. Дали Вика Кароцки или Виктор Крстановски имат некоја граница до која што си викаат овде одам и ваму не одам, во која било смисла на зборот, или си кажеш не бирам граница, не ставам граница на нешто што сакам да го постигнам, да достигнеш до нешто. Вака, да ти кажам едно искрено нешто, најискрено, јас да сакам да сум славен, до сега ќе бев славен. Секој ревју што ќе направам на било што од 5000 до 10000 views носи, ако го правам јас цело време само ревју, јас ќе сум бака прасе, разбираш? Ама бака прасе не ми е цел да сум бака прасе. Не ми е целта да сум ни јутубер, не сум јас ни јутубер, пак 100 пати јам кажам. Не ми е целта мене да сум нешто што веќе го имат. И затоа не ставам никаква граница на било што. Ево ова сега што се прави со школово, со децава, е нешто ново и не ги знаеме граници. Така. И лично ако го прашаш ево Вика Кароцки или кој сакаш што овој човек што го збори, без разлика на негово име, немат граници во било што. Бидејќи нас ни е даен, мислам дека Охрид е нешто најголемо богатство што го имаме и дека ако не го промовираме и ако не го чуваме во смисла да е хигиенски исправно и да е технички исправно кога ќе дојдат туристите, зашто ќе заврши ова еднаш. И да имат музика, пример тоа би ми било многу интересно кога чаршија, пример, би имало они по светски баскинг што се на сите страни. Не би мислиш за лайв перформинг? Да, не бе, имате некој по кути се вака и од тука некоја класична музика. Нешто ти фали тоа. Муабето ми е ние не го празнуваме доволно животов и нашиве вредности што се наметнати. Јас не ги почитувам овие вредности што се наметнати, особено овој материјалистички пристап на сите работи. Ако имаш пари си нешто, ако немаш пари си ништо. Јас не го почитувам тоа, не го прифаќам тоа. И оттаму тргвам дека тоа секој може да си го смени и дека секој, дали во духовното или во празнувањето на животот со еден збор, ќе најде повеќе мир и ќе најде повеќе љубов и ќе најде повеќе среќа него во било колку пари или во било каква материјална добротија. Затоа мислам дека не треба никој да се стават граници и баш не, напротив, треба да ги рушат сите граници, особено сите граници што ни ги имат поставено нашите родители први, па нашето општество и да се турниме во нови граници, зашто само со нови граници ќе успееме да израдиме едно напредно општество, како што е, да речеме, примерот во овие зелени земји, Шведска, Данска, таму. Бидејќи тоа така почнало од таму, тоа не почнало од нигде никаде. Виделе дека ако ти помагаш за општеството да постигне нешто, било каква помош прави моја. Значи само тоа што да не фрлаш џубре на улица е помош. Да. И ќе стигнеме до тоа општество, можда тие тоаш ќе биде преселени на Марс, ама и ние ќе стигнеме до тоа општество еден ден и сега прашањето е дали ќе стигнеме во нашиот живот или во следниот живот е до нас самите. Одговорот е во нас самите. Ако ние работиме на тоа да го подобриме општеството,
ако работиме на тоа да даеме се од себе си да се другите срекни, и ако работиме од себе си да шириме позитива и да шириме љубов едноставно, мислам дека ќе ја победиме работава и ќе направиме убав град првин, а после тоа и убава и држава и се. Ова малце како мотивационо видео дојде. Ако. Ама ова и ќе го Добро ставиме се, после. то се за твојов канал. Сега уште за една граница те прашам, дали има некоја прелазна точка или граница кај што Вика Кароцки може да се врати на Виктор Крстановски да речи доста е од ова, правев што правев, се борев, до му дојде крајот и веќе не пробам и се враќам на Виктор Крстановски Така, Виктор и само Крстановски Виктор после само Крстановски. во дефтерите, во полиција, ваму таму, кај што се забележани сите на лична карта пише Виктор Крстановски. И кога пример овој Гоку Ликов, ќе се вратиме на почетокот на емисијава, Гоку Ликов има може да се направи супер Гоку, супер Сајан и може да се направи супер Сајан Гот, значи може да се смени во жолт и во син. Сега јас сум Виктор за моите другари, јас не се менам за моите другари. Ама акциве што ќе ги превземам, ќе гледам поќе да се за Вика Кароцки, да излеза за другите луѓе, него да гледам за самиот себе си, гледам дека во последните 3-4 години има некој напредок во мене баш за оваа тема и мислам дека како кога ќе еволуираш во ова јас што сум еволуиран сега, мислам дека нема назад враќање, дека нема назад враќање во смисла да јас го прифатам материјалниот свет, иако што и мене ми треди јадење, и мене ми треди, јас сум хипик, јас сум невработен, јас живеам во хипичизам овде веќе 2 години активно и јас ќе мора да ваѓам пари за екзистенција, за све, тоа е нормално, мораш тоа да го правиш ако нормално, али дека тоа би ми било примерно и дека тоа би ми било главно само да го ранам ова уста, то не верувам дека ќе се случи. Нема да се врати, да ти дојде преку и да речиш не се замарам напротив, со пак вакви ќе речам, работи. ова е најавив и на мојот канал, ама најавувам и овде дека сега ми е мисијата да се спаси Охрид, да се спаси Охрид од ова што го правиме мојот како иселување, да се спаси Охрид од сите работи што се негативни и луѓето да се кренат на таа свест каде што ќе размислуваат за доброто на сите, а не доброто на самиот себе си. Баш тоа што го викам јас, Виктор и Вик. Значи, ако правиме добро за сите, ќе ни е добро нас. Ако правиме добро само за нас, дали ќе ни е добро нас, Не се да. Добро, фала ти за муаветов, топ муавет си направивме. Ќе ми остани само да ти прво да Ево ти дојде кажам, ученичките. да, Ајде, ќе ги прашам и нив нешто. Браво за храброста, да кажам, и за акции, што ги преземаш, дури се во позитивна насока и насокава што ја имаш во идејата и визијата, што имаш други правиш. Натаму, сигурен сум дека цело време ќе имаш поддршка за тоа што го правиш и дека од тоа ќе излезат само позитивни работи. Тој тоа што не го разбират, можда некогаш ќе го разберат. Тој што го разбират и уште толку ќе еволуираат тие работи, така што се надевам дека ето од кој аспекти, од кој луѓе, од кој ќе се направи нешто, ќе има негов напредок, затоа што да не дојде ќе многу лошо од вакви луѓе, ако дојде до точка и да ставиш крај, затоа што после тоа веќе мислам дека тогаш нема ни таа светла точка надеж да ја има за градчево наше и за држава. Да, абе не, тоа многу лесно може да се случи. Многу лесно може да се случи тоа да еден активист како мене, како тебе, да речи јас поќе ова не го правам. Така, да. Многу лесно, значи утре, заутре, еднаш-два пати те викнат полиција, еднаш-два пати те викнат во судон, да те испее таму и да ти рече Да, ти не си нормален вака така, да ти рече шо преш на мој совјер, да ми рече мене не знам што нешто сум напишал или нешто, да ме кочи нешто, па утре заутре ќе одам кај друга држава и ќе го прави таму нешто. Да. Ако не можам јас позитивна моја да истам надвор, ако не можам да истам позитивна моја кај што живеам овде во Видобиште или во Охрид или во Македонија, нормално дека секој ќе барат некаде кај што ќе му да е слободно да се твори. Тоа е нормално. Се надевам дека мојот позитивен став нема некој така да го свати баш така. До сега сум немал никаков проблем да биеме реални и не знам, во Охрид мислам дека немам никаков проблем за нешто.
и да се надеваме дека така ќе продолжи и да се надеваме дека многу луѓе по мојов пример и по твојов пример и по пример на многу активисти што работат во врска со хигиена на градот, првично и со одобрување на културна слика во градот, дека многу повеќе луѓе ќе се разбудат и дека повеќе луѓе ќе го ценат тоа кај што живееме и тоа кај што сме паднале вака, кој од некоја планета, кој се родил. Тоа е тоа. Фала ти уште еднаш. ти тебе. Тоа е Вика Карота, Виктор Крстановски, тоа што имаш ја си кажи, си го кажа. Лайк, subscribe и наредната емисија стартуваме со првиот официјален гостин за втората сезона. Поздрав од мене. Многу влегов. Одјави си ако сакаш. Многу влегов во улогава на гостин, не знаеш колку ми се преда. Виктор од другата страна.